Брегалница ја затекнав на последно место и речиси пред испаѓање. Второ, Брегалница над преварите ги играше во Кочани, затоа што не беше способен домашниот терен за играње над превари. Сите знаеме дека кога се игра на страна, дека нормално резултатите се и послаби. Трето, за една недела успеавме да го способиме теренот и да овозможиме да почнат да се играат на преварите на домашен терен. Четврто, направена е целата трибина, односно обновени се сите столчиња кои што беа уништени и направени се со цел да гледачите се чувствуваат поудобно. Пето, асфалтиравме патеката околу самото игралиште. Шесто, обновени се собликувалните комплетно. Седмо, обновени се клупите за резервни играчи. Осмо, редовно се набавувани сите потребни средства кои што беа потребни за функционирање на клубот. И најважно, нови долгови на фудбалскиот клуб Брегалница не направивме. Ги сервисиравме старите долгови, бидејќи затекнавме огромен 4 милиони долгови затеклавме, а сега Брегалница должи 1 милион денари. Господине Миланов, освен што имате квази познавање во спортот и политиката, не знам дали знаете, а сигурно не знаете и малку од вас знаат, дека заедно со Ванче Димов, јас го доведов инвеститорот на Брегалница и председателот Данчо Андреев, кој што за 3 години инвестираше 930.000 евра пари во фудбалскиот клуб Брегалница. Тоа е моја заслуга и заслуга на Ванче Димов. Не знам дали знаете, тогашната ваша локална власт не сакаше да одвои ни 20% од средствата за Брегалница да го финансира клубот, не сакаше да оде на наполнување ни 4.000 евра месечно за да функционира клубот. На крај сакам да порачам дека е време и ВМРО да помане и СДС да трнат раците од фудбалскиот клуб Брегалница, да го остават фудбалскиот клуб Брегалница на способни луѓе, да го остават фудбалскиот клуб Брегалница на стручни луѓе кои што може да го водат, да успееме, пак ја работам во име на Брегалница, да успееме да ја вратиме во прва лига.